имаме гостинка во студиото, денеска Ирина Стаменковска, која што е козметичар со 28 годишно искуство, која што ќе организира еден прекрасен настан, која што е собственик на еден центар за убавини. Ирина, добро утро. Добре дојдовте во Здраво Македонија. За прв пат сте и кај нас, но и воопшто во телевизија, така? За прв пат. Имате искуство можеби за снимање, но сето тоа е во однос на снимање видео материјали за она што го работите, но вака официјално. Не. Се надевам дека ќе ви биде пријатно и дека ќе сакате повторно да дојдете кај нас, затоа што верувам дека нема да застанете тука со ова што го правите. На 6 јуни ќе организирате еден преубав настан. Но пред да го најавиме настанот, јас сакам да направиме еден вовед за гледачите малку подобро да ве запознаат и да стекнат доверба, бидејќи да се работи 28 години во било која професија не е воопшто малку, а сте се уште млада, што значи дека сте започнале од рани години да се занимавате и да учите како да се грижите за кожата на лицето, не само вашето, туку и на другите. Ајде малку повеќе раскажете ни за вас. Па, вака, далечната 98 година. Добро. Мај беше матурата, а јас во јуни зема веќе прва плата, затоа што 2 години пред тоа одев на пракса. Мојата пракса е кај доктор Мери Николовска. Од таму се моите почетоци, таму сум започнала, таму сум учела и низ годините сум се градела себе си повеќе и повеќе. Така. Зошто се одлучивте баш за козметичар, за нега на лицето, додека разговараме ќе можат нашите гледачи да ги погледнат и фотографиите кои што ни ги испративте чисто за да видиме нели пред и потоа каков резултат се прави и се добива. Зошто се одлучивте? Од секогаш знаевте дека сакате тоа да го работите или? Не. Не. Добро. Не. Тоа беше желба на мајка ми. Аха, добро. Да. Затоа што не знам, јас стварно не знаев каде да се запишам средна школа. Се сакав да бидам и на крајот мајка ми рече па оди учи за козметичар. И така се случи, да, отидов се запишав во Димитар Влахов и благодарение на класната моја Наташа Папазовска и професорката по дерматологија што ми беше во тоа време Снежана, толку многу ја засакав козметиката и еве до ден денеска. Значи, вашата мајка била во право. Да. Родителите секогаш знаат што е најдобро за своите деца. Веќе долги години сте во овој бизнис, си имате и ваш центар или салон за убавина. Верувам дека се сретнувате со многу луѓе, најразлични, некои кои што веруваат, некои кои што се скептични. Ајде, кажете ми некоја приказна, можеби интересна, или некаква промена која што и вие можеби не сте очекувале, сте ја добиле после некои третмани. Промените се огромни, еве како што може да се види на сликата. Господјата што е на сликата, оваа страна е поздравата страна, оваа страна е страна со преживеала мозочен удар и парализа на лицето. Така? Да, и искрено, додека работев, нели скептично, меѓутоа кога ја знаеш работата, ја знаеш кожата и козметиката која што ја работиш, некако се излегува добро. Има една друга случка со една господја која што дојде така скептична уште од врата и ми рече сегде сум била, се сум направила, ништо не ми се допаднало. И знаете како е кога работите под притисок? Константен, а она кјути цело време. Да не бидете и вие. Морам да ја поздравам господја Тања. И на крајот кога стана, рече, конечно го најдов местото каде што се ми одговара. Браво. Можам да замислам и вас колку ви било драго да го слушате тоа. Многу, да. Посебно од некој кој што бил разочаран буквално од се. Да. А вие враќате надежта дека И еве ден денес е она моја клиентка, дури бев и на свадба. Така. Значи, така се поврзуваат работите, да. И она ме дружеше оваа година, еве да кажам дека годинава добив награда за најдобар козметичар од Академијата Мекар. Така. Да, и она ме дружеше на тоа доделување на награди. Како доказ, како сведок. Како сведок, да. Дека тоа на вистина така. Кажав дека ќе се одржува еден настан, вие именно сте и едукатор, сте обучиле многу луѓе, имате и онлайн предавања, ајде ако можам така да ги наречам. На 6 јуни во Скопје ќе се одржи ексклузивен професионален мастер клас кој што е наменет за козметичари и професионалци. Так. Од
светот на убавината и естетската корекција, ајде така ако можам да кажам. Се обидам да не користам англиски зборови, да го преведам сето тоа нели на македонски како што треба. Ова е една индустрија која што во експанзија во последниве години. Можам да замислам со што се соочувате, со лажни информации, лажни вести, лажни видеа кои што не се точни. Тоа е всушност и предизвикот за да се направи овој мастер-клас, затоа што константно се сервираат информации кои што се неточни, а нели ние како популација, како народ прифаќаме се што е од странство и тоа носи со лоши резултати на крајот. Имаме проблеми, се случуваат нели проблеми на кожата, кои што после треба да се лекуваат понатаму. И затоа е всушност и смислата на целиот овој мастер-клас од наши експерти, на наша кожа, на наше поднебје, да ја научиме ние кожата и хемијата што се случува во продуктите кои што ги користиме, за да знаеме како квалитетно да го изведеме, да го изработиме третманот. Така, на 6 јуни во Скопје, каде точно ќе се одржува? Во салон 1919. Добро, дали може некој да дојде, како да дојде, како ќе оди сето тоа за да можат да следат? Пријавувањата се на телефон го има на Инстаграм на страната наша, Пантеа центар. Да, може на самата страна, на телефонот што е даден таму да се пријавуваат. Пријавувањето трае до негде 3, затоа што тоа се веќе нели последните места што веќе скоро да речеме негде околу 30 луѓе се пријавени. Добро, до колку може најмногу? Салата собира 139 точно колку што знам јас. Добро. Така да се уште има место, се уште има простор и јас би апелирала до сите млади козметичари, млади и доктори, зошто да не, затоа што ќе имаме предавање од доктори. Така. Е убаво да се дојде и да се слушне. Кој се ќе биде присутен таму, бидејќи споминавте дека станува збор за професионалци кои што со години се во бизнисот, инаку не само што ќе се зборува за убавината на кожата, туку ќе се зборува и за хемиски препарати, како тие влијаат, тоа всушност е доста важно, за да знаеме што одговара за нашата кожа, што не, што треба да внесуваме, што не, бидејќи порано мислам дека буквално се ставало на лице. Да. Нели со една единствена цел, кожата да не остане мазна, да не стари така натаму, не знаејќи несвесно дека можеби грешиме. Сега можеби нивото за тоа е малку на повисоко ниво во однос на информираноста, но пак ќе кажам важен е изворот на информација. Грешната поставеност на препаратите кои што ги ставаме на кожата доведува до нарушување на кожната бариера. Тоа е најголемиот проблем во денешно време, со кој што јас како козметичар се среќавам. Верувам дека и колегите козметичарки се среќаваат со истиот проблем. Девојчињата млади што гледаат нели TikTok трендови и сето тоа, се случува таа некоја мешавина на продукти кои што се аплицираат и затоа за да ја допреме таа тема за нарушена кожна бариера, првата гостинка ни е професор доктор Анета Кокалеска-Петрушевска, која што е дерматовенеролог, веќе 25 години во областа. Понатаму гостин ни е доцент доктор Сашо Стојковиќ, кој што е доктор по хемија. Тој ќе ги разложи сите елементи и ќе ни ги објасни на едно ниво на кое што би можеле сите да го разбереме малце по-лесно и по-убаво. И на крај, за да го споиме сето тоа, ја имаме професор доктор Маја Кузмановска, која што е бизнис и менеджмент професор, за да научиме како сето тоа ние да го вреднуваме, нели, и на крајот да го наплатиме како еден цел пакет. Така. За прв пат исто така ќе носиме гостинка имаме од Бугарија, која што ќе носи еден апарат кој што работи на аргон газ, се вика Fusion Plasma, се уште го нема кај нас во Македонија, ќе го представиме и него. Ќе имаме гости од Хрватска, од Турција, така да очекуваме да биде едно големо и убаво дружење. На лице место ќе има луѓе кои што на нив ќе се покажува како е сето тоа замислено? Ќе се работи, значи во моментот ќе се работи во позадина, ќе оди на прожектор, сето тоа ќе се гледа како се работи. Мојата ќерка која што студира козметологија
Во моментов, Значи, таа по вашите стапки. Да. Она ќе ги изведува третманите, веќе е навлезена, да речеме, малце подлабоко во оваа работа. Од кога е родена е со мене, така да има знаење. Никако како да се знаеше дека ќе... Да, да. И она ќе ги изведува третманите, во меѓувреме нели ќе се презентираат и презентациите на докторите, така да сето тоа ќе биде еден убав и голем склоп. Одлично. Бидејќи ги споменавте и младите девојки, она што за жал може да се види на интернет, има и некои добри работи, но и многу лоши, кои што можат да наштетат на лицето, што е она што на еден млад човек, млада девојка и треба да се внесува. Еве, како да се започне утрото, која е онаа рутина или состојка која што е најнеопходна, па потоа ќе кажеме и за повозрастните, бидејќи има разлика сигурно. Да. Вака, мора да се знае едно правило во козметиката, она, ајде на англиски ќе го кажеме less is more. Помалку е повеќе. Значи, не се потребни 15 слоеви да се ставаат едно врз друго. За младата генерација посебно. Значи, имаме чистење на лице, тоник, серум, некој нежен, кој што е соодветен за годините и на крај крема. Летно време, борете да се носи заштитен фактор, со, нели, може да биде тоа бебе крема, да биде, нели, пигментирано, може да не биде пигментирано. И тоа е се што треба младите да го користат. Ништо повеќе од тоа. И треба да е некоја лесна, хидратантна крема, или ако зборуваме сега за акни, нели, кај што веќе кај младите, посебно кај машките, повеќе се појавуваат во тинеџерските години. Треба да се, нели, користи соодветна антиакне терапија. Така. Не да се става било што, пробав ова, пробав она, видов, нели, на TikTok. Мене ми се случило и еден дечко, да речеме младо дете, тинеџер, да ми рече: па добро, ќе ми поминат, ќе испукаат, ќе ми се направат дупки, ќе отидам на ласер и ќе ми го направат лицето. Не е тоа во ред. Не е во ред. Значи, ние треба да бидеме негувани. Превентивно да се делува, не на ласер да се замине. А кај повозрастните, кои што не следат над 50-60 години, што е која клучна состојка која што треба да се нанесува, иако треба постојано, нели, да се води грижа за кожата на лицето? Така. Над 50 години клучната состојка се пептидите. Добро. Пептидите. Значи, тие се аминокиселини кои што уствари го градат колагенот, така да тоа е нешто што треба да се користи од кога ќе се изедначи кожната бариера, затоа што се случува и на повозрастната група да има нарушена кожна бариера. Исто е тоа пак од несоодветни креми користење, неправилно, пак се тоа некои трендови кои што ги гледаат, затоа што во денешно време и стари и млади сите се на... Сите имаат пристап до интернет, точно, така е. Да. И тука е, таа е главната состојка која што треба да ја користат. Колагенот, пептидите. Така. Значи, уште еднаш да подсетиме на 6 јуни? 6 јуни, салон 19:19, со почеток од 10 часот почнуваме, па до кај негде 18 часот. За секој учесник ќе имаме сертификат, подароци, да, ќе имаме пауза за ручек, обезбеден ручек за сите, така да се надевам на едно убаво и големо дружење. Така, ќе имаат можност, предпоставам, тие што ќе бидат таму и да поразговараат со оние кои што ќе имаме панел дискусии. Да ги прашаат нешто ако сакаат. Ќе имаме панел дискусии каде што, нели, ќе има микрофон низ присутните, секој може да праша се што го интересира. Докторите, професорите имаат по еден час, нели, одвоено, така да има време и да се презентира и да се одговори на сите поставени прашања. Така. Многу ви благодарам што дојдовте денеска. Ви посакувам успешен настан. Верувам дека ќе биде така, посебно од како кажавте кои ќе бидат говорници таму, нели, и кои се ќе споделува свои искуства и совети, па да се видиме повторно во нашето студио. Јас ви благодарам многу на одвоеното време. Секако. Ви благодарам уште еднаш.